Добро утро, госпожа Шекеринска. Еве, да почнеме со она што не знам дали е поважна, помалку важна вест, но е во секој случај една историја која што некако падна во сенка на сите овие случувања. Македонија официјално со еден неверојатен гест на шпанската држава, на кралот, на парламентот и така натаму, станавме членка на НАТО. Ваш краток коментар. Ќе остане нешто од ова и за историја која ќе поминат овие зли времиња на вируси и корони. 30 години ќе чекате, ќе се измачите, ќе носите одлуки, ќе превземате ризици и на крај, кога мислите дека тоа е тоа, готово, завршено, дека имаме можности малку и да се израдуваме и да се пофалиме, ќе се случи ова што се случува, комплетно фрлање сенка на еден историски успех. Меѓутоа, тоа е животот и тоа е нашата работа. Граѓаните со право очекуваат безбедност. Еден дел од таа безбедност го носи НАТО. Ама еден дел од безбедноста е вон човечка контрола. И тоа го гледаме сега со вирусот. Јас се сеќавам на некои дискусии кои што ги водевме на министерските состаноци последнава година особено, каде што се повеќе се спомнуваше дека веќе заканите по безбедност не смееме да ги гледаме исклучиво низ призмата на воени судири. Дека се и хибридни, дека НАТО се хибридни, дека можат да бидат епидемиолошки, можат да бидат природни катастрофи, сајбер. И сега го гледаме тоа. Во принцип, земјите па и одбранбените системи развиваа некакви капацитети да се борат со овој тип на закани. Но мислам дека дури после овој вирус ќе стане уште дополнително поголемо свртување кон овој тип на закани. Спомнав вчера на пресконференцијата пред неколку месеци, кога презентиравме пред медиумите опрема за така наречена АБХ заштита од хемиски, биолошки закани. Ние што сме биле во војска знаеме што е АБХ, биолошко-хемиски закани. Знаете како со еден дел од вашите колеги новинари малку и се шегуваа на таа сметка, што ќе ни се скафандери, се е тоа нешто мислена именка. Се испостави дека таа опрема која што стигна на крајот на минатата година, сега ни е многу корисна во Дебар. Сега е многу корисна таму каде што треба некоја прва единица да влезе и да изврши дезинфекција и заштита. НАТО членството е историски момент, ама прво треба да го пребродиме се ова, па можеби ќе можеме да седнеме и да кажеме добро, една голема работа завршивме. Сега не е таков момент. Добро, завршивме со честитките и јас вам ви честитам на целата нација, сепак на членството на НАТО е историја која што ќе остане, која што ќе ја преживее и оваа вирусна криза. Госпоđo Шекеринска, во која состојба е војската во моментов? Вчера е прогласена воредна ситуација. Каква е мобилизацијата, какви се капацитетите, колку е војската на терен, што работи? До вчера имавме една ситуација. Единствениот дополнителен ангажман на војската беше во кризните подрачја, Дебар и центар Жупа, каде што армијата целосно ја превзеде границата кон Албанија. Знаете дека веќе долго време армијата наша е повлечена од граничните премини и од чување на границата, но сега, за да полицијата се ослободи за типични полициски работи, ние ја превземавме границата и тоа беа негдека помеѓу 60 до 80 припадници. Тоа е релативно малку. Сите други единици беа во подготвеност, еден дел дома, еден дел во касарните. Сега со одлуката за вонредна состојба ова се менува. Вчера председателот потпиша и уште една одлука, а тоа е за ангажирање на армијата како поддршка на другите институции, пред се полицијата, и ние веќе од денеска ќе ги развиваме различните сценарија за многу поинтензивно присуство на армијата. Една, можеби наједноставна опција од правен аспект е повеќе да превземеме од менаџирањето на границата. Да не заборавиме, армијата веќе е на јужна и на северна граница како резултат на мигрантската криза. Меѓутоа, сега би можело да превземеме повеќе пунктови од полицијата. Со оглед на тоа што границите и така се затворени, за да се слободи полицискиот капацитет. Да, не зборувам за премини. Премини веќе имаме многу малку. Зборуваме за оној дел на патролирање на границата, за да обезбедите да нема диви преминувања, кои се исто така зголемен ризик во тек на ваква криза. Најверојатно ќе има потреба, веќе оперативните штабови работат на таа тема, да ја асистираме на полицијата и во вршење на редовните контроли.
Главната порака која што ја упатуваме сите како влада, која што цел свет ја упатува, да седиме дома. Сите оние кои не треба да бидат надвор од домот, да не бидат. Особено оние кои што потпишаа изјави за самоизолација. За жал, информациите од терен изминатава недела покажуваа дека многу луѓе бараа да влезат во државата, потпишуваа се и кога си дојдоа дома почнаа да излегуваат, и тоа не само да купат во продавница храна, што може да се организира и на друг начин, туку да се прошетаат, да се видат со познати, и тоа е еден од најголемите ризици, заради тоа што голем дел доаѓаат се наши иселеници, кои што доаѓаат од високоризичните земји, Италија, Германија, Швајцарија. Тоа е неодговорно и веќе незаконско однесување. И ние ќе ја асистираме, армијата најверојатно ќе ја асистира на полицијата, дури и во контрола на овој дел од однесувањето. Нашата задача и како медиуми не е да криваме паника. Меѓутоа, имаме задолжение и одговорност да предупредиме дека се наоѓаме на почеток на кризата во Македонија. Досега незиното менаџирање по општа оценка од тоа што може се види оди одлично. Се разбира дека е звездата господинот Филипче и така натаму неспорно, иако луѓето веќе се прашуваат колку ќе издржи човекот, бидејќи навистина неговите 20 часа дневно, предпоставам се нешто каде што сите ќе пукнат. Предпоставам дека и вашиот работен ден е во тие количества на часови. Но, друго ми е зборот. Сега ќе влеземе во фаза каде што веројатно ќе имаме многу побрзо ширење на случаите, а не дај Боже, а тоа не може да се избегне, ќе имаме и поголема смртност на тие случаи. Подготвена ли е македонската влада, но и македонското општество, барам еден ваш коментар генерален, за овој тип на искачување на кризата, бидејќи имам впечаток дека отрезнувањето ќе треба да дојде нагло и брзо, а не знам колку луѓето се подготвени за тоа. Затоа ги носевме брзо потезите за затварање на училишта, за самоизолација, затоа брзо реагиравме и рековме сите продавници надвор од храна, аптеки и тие кои што се на изолирани да се затвараат. Тоа не беа лесни одлуки. Вие практично ја запирате економијата во голема мерка. Меѓутоа, се што чувме, се што видовме, се што се консултиравме со други земји, особено со оние кои што минаа низ овој проблем, ни кажа дека многу зависи од тоа колку брзо ќе ги оддалечиме луѓето и ќе спречиме многу брзо ширење. Кој е едниот од проблемите кои го калкулираме од почеток? Постојаниот прилив на граѓани, наши државјани, кои што доаѓаат особено од жариштата на вирусот. Тоа се наши државјани. Ние не можеме да речеме затворена е вашата татковина за вас. Меѓутоа, еден дел од нив гледаме дека неодговорно се однесувал и создаваа нови жаришта. Таа бројка на граѓани кои што се вратија дома е голема. И ако не се применуваат мерките, ние ќе направиме се и ќе воведеме поригорозни најверојатно мерки. Тогаш бројот на точки од кои ќе се шири заразата ќе биде поголем. Ние не сме остров. Значи сме дел од Европа и гледате колку брзо растат бројките. Ние успеавме во првиот момент да не дозволиме кривата да оди високо. И до сега тоа покажува дека мерките функционираат. Најверојатно ќе ни требаат и дополнителни мерки и ние сме подготвени да ги превземаме. Ако некој не го почитува домашниот, да кажем условно карантин, државата ќе мора да превзема мерки. Но бројките во сите држави покажуваат растење. И ние мораме да бидеме подготвени и на сценарио во кое што повеќе луѓе ќе се заразуваат, повеќе луѓе ќе имаат потреба од болничко сместување и повеќе луѓе ќе имаат потреба дури и од респиратори. Значи, ние во овој момент, тоа и колегата Филипче имаше прилика многу детално да образложи, ги хоспитализиравме и еден дел од случаите кај кои што нема потреба за хоспитализација. Во многу земји тие се лекуваат дома, за да помогнеме да се изолираат и да не создаваат последици дома. Меѓутоа, во еден момент болничките ресурси ќе се чуваат исклучиво за луѓе кои што имаат потреба од дополнителна асистенција и, не дај Боже, и дополнителни респиратори. Системот е подготвен, сите ресурси ги зголемуваме, меѓутоа ако нема свесност кај секој од нас како граѓанин,
Не постои систем кој тоа може да го издржи. Погледнете Италија, една од 7 најуспешни економии. Од доцнење на мерките и неодговорно однесување, дојдоа во ситуација здравствениот систем да им колабира. Сега сме ние на потез. Тоа полека не води до следната тема, таа е политичка, бидејќи сега со воредите мерки на сите ни е јасно дека моќта во државата во секоја смисла се сели во владата. И оние што се покритични кон вашата идеолошка опција, кон СДСМ, но и експерти, независни и така натаму новинари, предупредуваат на тоа како ќе се следи употребата и евентуалната злоупотреба на таа моќ. Свесни ли сте во владата дека сега навистина располагате со извонредни, како да кажем, овластувања, носите закони со секоја одлука без тоа да биде чекирано од собрание? И во која смисла сте подготвени со тој предизвик да се нафатите, а да не ги загрозите демократските стандарди кои што еве сите ние 30 години се обидуваме да ги градиме? Мислам дека не постои нормална влада која посакува вонредна состојба, без разлика што тоа значи во право сте поголема моќ. Ја носевме одлуката, односно предлогот, свесни за тежината и за ризиците. Меѓутоа, како што сме одговорни за човековите права, кои до последен момент ќе ги браниме, така сме одговорни за животот и безбедноста на граѓаните. Не случајно уставотворците пишале дека ситуации во кои што може државата да премине во вонредна состојба се токму епидемиите, каде што животот и здравието добиваат приоритет. Нема да носиме одлуки ако не мораме од овој тип рестриктивни. Значи, веќе недела дена бараме од граѓаните да се придржуваат кон правилата и полицијата се труди да врши проверки. Ако тоа функционира, ние ќе бидеме најсреќни. Ако не функционира, имаме одговорност да делуваме. Во вакви, значи и во нормални околности, луѓето и државата има потреба од ред и дисциплина. Ама кога имаме вонредни околности, ни треба вонреден ред и дисциплина. И ние тоа ќе го спроведуваме не како инструмент за кршење на правата, туку како инструмент да го чуваме животот. Нашата позиција и вчера на седница на влада беше дека ние посакуваме собранието да биде во позиција да се свикува. Не за да ние бегаме од нашата одговорност, туку секогаш да постои можноста еве за, да кажем, контрола. Сметаме дека е тоа возможно. Да, ма Џафери рече дека е невозможно. Не ми е јасно тоа, да кажем, тврдо толкување, помалку и наетење од председателот на парламентот. Да бидам искрен, ние веќе со денови го бараме да дојде да поразговараме на тие теми. Добро, председателот на парламентот одбра да оди на други медиуми, што е во ред се разбира. Меѓутоа, тоа инсистирање дека не може да се свика парламентот, тоа се чини малку како една парадоксална ситуација од председателот на собранието. Сите имаме своја одговорност и јас сум убедена дека и собранието е свесно за одговорноста и дека нема да се изгуби во лавиринтот на 1001 различно толкување. Јас ќе ви кажам еден лаички пример, не правнички. Пред месец дена, кога живеевме во понормални околности, кога планиравме како ќе се одвиваат последните чекори од нашиот НАТО пат, со собранието договаравме на церемонијата која што требаше да се случи на 30 март во Брисел, на подигање на македонското знаме пред седиштето на НАТО, планот беше речиси цел парламент да присуствува на тој настан како дел од македонската делегација. Зошто? Затоа што понесоа голем дел од тежината. Мене ми е нејасно како е возможно парламентот да постои за церемонија, а да не постои за криза. И јас очекувам, апелирам, се надевам дека таа одлука ќе се ревидира, а претходно владата, ако треба, ќе носи одлуки. Ни треба ефикасна влада, ни треба влада која што ќе помогне и во спроведувањето на специјалните мерки за заштита од епидемијата, но и во спасување на економијата. Ќе се навратиме ние во времињата што следуваат во анализа на овие парадокси, однесување и така надолу. Ќе излечеме поуки, бидејќи се ова преседани, немаме ни искуства врз кои можеме да се потпреме. Не само ние.
Вие гледате Целиот дека свет, целиот така е. свет нема. Ова е, како што кажа канцеларката Меркел, најголемата криза после Втората светска војна. Не можам да ве пуштам да заминете на кризна седница на штабот, пред да ве прашам, едни од најголемите очекувања се што ќе правите во областа на економската помош. Морам да ви кажам дека впечаток е од една страна дека ви е млака програма тоа што до сега се објавува, гледам Мила Царовска како вака на уверлив начин објаснува не толку уверливи мерки кои што реално ќе може би е се уште рано, може би ќе треба прилагодување, може би ќе треба брзи реакции, нешто тоа претпоставам и не сакате сега да го кажете. Од друга страна гледам и едно опуштање во економијата во која сега приватните фирми, па дури и оние кои што стваруваат милионски профити, очекуваат дека владата треба да им ги плаќа платите на работниците, а газдите кои што имаат големи заработки да не се пипнат за джебот. Од трета страна и сите работници очекуваат се да тече нормално, сите плати да бидат како што било и во февруари и лани во септември и никој ништо е. Со други зборови ќе бидете вие исправени пред притисок да мора да испорачате една економска помош кое што веројатно е исто така преседан во сите услови. Како ќе се носите со тоа, што ви се плановите? Прво, економска помош мора да има, но второ, таа економска помош мора да биде добро таргетирана. Да не испадне дека тој кој заработувал да заработи и на сметка на државата, а тој кој што и онака бил слаб да остане на цедило. Ние до вчера практично можевме само да зборуваме и да планираме мерки кои што одговараат на една техничка влада пред избори. Нас една рака ни е врзана. Пред избори не можете ништо практично да екстра мерки не можете да воведете. Комбинацијата на одлагање на изборите и вонредни мерки и дава на владата повеќе правен простор, но од друга страна водете сметка дека како што нема пари во бизнисот, така има помалку пари и во буџетот. Така е, нема нема волшебно стапче. побарувачка, потрошувачка, даноците се намалени, Ке приходите. беше многу неодговорно да ние излеземе, како што има некои влади кои сега се под критика, да дадете 10 ветувања за да ги релаксирате луѓето, а после тоа да немате од каде да ги финансирате. На сите ни е јасно, мора да има сериозна инекција во економијата. Едно ќе биде преку, да кажеме, банкарскиот систем, монетарната политика, за која што вчера зборуваше и гувернерката, ефтини кредити, лесно достапни кредити, брзи процедури, денеска ќе има дополнителни мерки, а вториот дел е да помогнеме особено во секторите каде што практично ние со одлука им го затворивме бизнисот. Во делот на прехранбена индустрија вие имате сега бум, поголема потрошувачка. Ако речете за сите исти мерки дека има, тоа ќе биде апсолутно неправедно. Да, овие што произведуваат тоалет на хартија веројатно се последни на списокот, немаме за жал. претпоставам. Да. Фармација, храна, основните продукти, вие имате, дури не можете да ја нахраните потрошувачката. Она што беше битно е да донесеме брзо одлуки, да се забрани за некои продукти извозот, и тоа го направивме. Жалам што се уште постојат луѓе кои што со лажни вести сакаат да создадат страф кај граѓаните и да ни прават паника по продавниците. Основните продукти ги обезбедивме со забраната и со ограничување на цената. Значи, сега воено профитерство или вонредно профитерство е навистина злочин кон својата држава. Тоа е првата работа. Втората работа е дека имаме ние сектори кои што имаат голем број на работна сила и кои што плаќаат цена и на затворени пазари и на отсуство на репроматеријали. Па и Целта овие ќе ни биде- инвестициски зони кои што постојат и така натаму, тоа е претпоставам помалку или повеќе се ќе мора да се блокира. Значи, не е само проблем сега веќе епидемијата. Значи, ние мораме да имаме мерки кои што ќе ни помогнат во првиот удар, но ќе ни помогнат и во вториот потежок удар, а тоа е дека најверојатно светската економија ќе влезе во рецесија. Значи, не е само работата да купиме еден месец. Нам ни треба економски план кој го работиме за подолг рок, обезбедување на дополнителни финансиски ресурси и пуштање нивно во економијата за да и граѓаните можат да трошат, но и за да фирмите продолжат. Јас ќе ви кажам, на првата средба со стопанските комори, цитирав експерт на Светска здравствена организација, од кој обично чекаме да ни кажат нешто само за здравието. Тезата негова пред недела дена беше
Ќе правиме што ќе правиме со економијата, ама големиот страф ни е како ќе преживеат нашите економии. Ќе правиме што ќе правиме со здравството, Да. ама треба да преживеат и економиите за да може животот да продолжи да тече. Свесни сме за ова од првиот момент, но сакаме да дадеме мерки кои до последен денар ќе можеме да ги изреализираме и затоа сме во контакти со сите финансиски институции и со Европската унија и со сите можни инструменти кои што служат за директна поддршка на буџетот. Кои на патем државата. биде речено се ставаат веќе на располагање со стотици милиарди евра. Светска банка, ММФ, Европска инвестициона банка, со сите сме во Па и контакт. комерцијални извори од кои што ќе мора да се позајмува по одредени камати, сигурен сум дека владата и тие мерки ги калкулира. Ве молам само да не ги заборавите луѓето кои што не по своја вина дури неопходно работат во нешто што се нарекува сива економија, нешто што се нарекува хонорарна економија и така натаму, и во ред овие што се вработени легално и така натаму сето тоа, но знаете, на пример, утрина разговарав со колеги од кои што следат меѓу ромската популација, шуторизари и така натаму, имате еден цел слој огромен во општеството на луѓе кои што работат на работи, да речеме таксист живее од тоа што денеска ќе го заработи. И треба и за тие луѓе некаква помош да се предвиди, иако не се луѓе кои што припаѓаат на големи фирми и големи капацитети. Мислам дека прво секој од нас треба да се соочи со вистината дека на вистина работите многу ќе се менуваат. Никој од ова нема да излезе посилен, побогат и без да изгуби дел и од своите приходи, и од својот комодитет, и бизнисите од својата заработувачка. И во овие моменти ќе ни треба и доза на солидарност, за да кажеме во ред, оваа година фирмите не можат да очекуваат профити. И ние размислуваме за мерки во кои велиме ќе дадеме помош на компаниите, ама ќе споредиме дали на вистина губат од профитот, да ги дадеме парите таму каде што се најнеопходни. И тука сте во право. Еден дел сте фирмите, еден дел се граѓаните. Имате фирми кои што преку ноќ донесоа одлука да избркаат луѓе од работа. Што мислам дека е навистина срамота. Заради тоа што кога одело добро и кога се собирале профити, тие луѓе им ги дале профитите. Не очекуваме од фирмите чуда, ама очекуваме и фирмите да се подметнат, како што и владата, како што и граѓаните ќе се подметнат. Цел свет вели ова што ќе не удри нема да биде само здравствена криза. Ќе не удри и економска криза. Треба од таа криза да излеземе со солидарност и навистина со насочување на парите кон тие кои што се и некакво рамномерно распределување на штетите. Радмила Шекринска, ви благодарам што одвоивте, 6 минути сме упаднати од состанокот на кризниот штаб. Јас сум свесен дека ќе мора да заминете. Само да повторам, сепак ова ќе трае повеќе месеци и ќе биде полошо пред да биде подобро. Ако смеам да ги интерпретирам вашите заклучоци, затоа што не секам сите оние кои што не гледаат, не слушаат, да помислат дека на било кој начин се обидуваме да ги, како да кажем, опуштиме и дека ова ќе биде една лесна приказна низ која лесно ќе се провлечеме. Мислам дека довербата, која што после голем период колегата Филипче ја создаде кај граѓаните, во системот, во здравството, во менаџирањето на кризата, голем дел е резултат на искреноста. Значи, во ниеден момент ниту ја разубавувавме стварноста, ниту пак создававме паника. Паника нема да помогне и во најголема криза. Ама треба да бидеме свесни, како што рековте, дека не чекаат тешки предизвици. Слушнете ги информациите од Германија, значи германската канцеларка излезе и кажа очекувајте 60% од населението. Нема сите тоа да бидат регистрирани случаи. Меѓутоа, што поотворени сме едни со други, толку повеќе доверба ќе имаме едни. Владата од првиот момент имаше политика на целосна транспарентност и така ќе продолжиме. Без паниката не е пријател во кризи, токму во криза, во вонредна ситуација треба да бидете најприбран. Ние покажавме прибраност, носевме одлуки тогаш кога мораше, меѓутоа не создававме атмосфера дека еве сега со полициски час ќе го решиме проблемот. Ќе воведуваме такви мерки тогаш
кога однесувањето на граѓаните ќе не остави без друга опција. Предпоставам дека сте ги сопрега сите активности за предвремените избори, како што оди ситуацијава, веројатно негдека во мај ќе разговараме на други теми, а не за предвремени. Тоа е моја интерпретација, не можам да ви ја ставам зборовите во ваша уста, ама предпоставам дека и предвремени избори за кои се спомнуваше јуни како можен датум е неизвестно. Мислам дека секоја минута и секоја секунда ја трошиме на теми кои што се животни и екзистенцијални. Искрено да ви кажам, изборите не се на таа листа. Тогаш кога ќе можеме да носиме такви одлуки, дај Боже побрзо, ќе ги носиме. Ама во овој момент и 5 минути од нашето време, ако го потрошиме на помислата за кампања, ќе биде тоа поштета на нашите државни интереси. Радмила Шекеринска, благодарам. Утрински брифинг.